Економскиот факултет во Прилеп годинава има место за 248 нови студенти на прв циклус студии кои би студирале на една од 6-4-годишни академски програми. Според конкурсот за студиите по менеджмент има 25 места во државната квота на редовни студенти, 5 места се за студенти со школарина за студирање и 3 места за вонредни. За студиите по меѓународен бизнис има места за 25 студенти кои би биле дел од државната квота, за 5 со кофинансирање и 3 вонредни. Исто како и за 4-годишните студии по маркетинг, 25 редовни во државна квота, 5 редовни со школарина и 3 вонредни. На академската додипломска програма Сметководство и ревизија годинава ќе се запишат 50 студенти во државната квота, 5 со кофинансирање и 3 вонредни. Исте бројот студенти кои ќе го започнат својот прв циклус студии на академската програма Банкарство и финансии, 50 редовни во државна квота, 5 со кофинансирање и 3 вонредни студенти. 25 кандидати годинава ќе бидат примени на студиската програма Е-бизнис во државната квота, 5 мина со кофинансирање и 3 вонредни. За вториот циклус студии, Економскиот факултет е подготвен за реализација на 6 академски едногодишни магистерски студии и една двегодишна, вкупно 7 магистерски програми. На насоката Сметководство и ревизија годинава има место за 15 кандидати, а исто толку кандидати ќе може да се запишат и на банкарски и финансиски менеджмент. По 6 кандидати ќе може да ги започнат своите магистерски студии на академските програми Меѓународен бизнис, Е-бизнис, маркетинг, менеджмент и Е-трговија и дигитален маркетинг. Магистерската програма Бизнис, администрација и менеджмент е во време трајање од 2 години, односно 4 семестри, а годинава на неа има место за 6 кандидати. За третиот циклус студии на Економскиот факултет во Прилеп годинава, според конкурсот има место за 13 идни доктори. По 3 кандидати може да ги започнат докторските студии по маркетинг, менеджмент и бизнис информатика, а по 2 на студиските програми финансии и меѓународен бизнис. Инаку, Економскиот факултет Прилеп е реномиран факултет кој ефикасно се прилагодува на условите и барањата на новото време, успешно реализирајќи ги реформите во образовниот процес. Академскиот кадар спроведува релевантни научни и развојни истражувања од областа на економијата и бизнисот во согласно со потребите на општествената заедница и во насока кон остварување одржлив економски развој.